Се враќаме назад во студиото со нашиот колега Дејан Андоновиќ. Дејан, здраво. Здраво. Ке разговараме за она што генерално барем ја обележа 2018 година. Или што обележа овие изминативе да. неколку месеци, а особено и денешниот ден, као актуелни некои вести кои доаѓаат од регионот и светот. Ке се префрламе од едно место на светот во друго. Но сето тоа е поврзано, Чаловски, така. као метод на сврзани садови. Што е да се случува тука и на 1000 километри од тука, сепак тоа е нешто поврзано врз основа на некоја глобална политика. Ајде да започнеме со регионот на најблиско што ни е. Тоа што не е на границите. Така, на границите Косово. Па Косово денеска, косовскиот председател Хашим Тачи подпиша 3 укази, 3 закони, со што и официјално се официализира постоењето на косовската армија, односно косовските безбедносни сили преминуваат и официјално во косовска армија, што значи дека добиваат подразбира добивање на мандат за чување на суверенитетот и територијалниот интегритет на косовската држава, односно на косовските граници, што и официјално го презима мандатот формално правно на обезбедување на таа територија од претходниот КФОР, со што, па според Белград, се крши таа резолуција на Обединетите нации 1244, која е се уште важичка и која во која се вели дека територијалниот интегритет и суверенитет на Косово го обезбедува КФОР. Сега треба да видиме во наредните недели или месеци како Обединетите нации ќе променат евентуално таа резолуција или како НАТО алијансата ќе го промени мандатот на КФОР, бидејќи сега КФОР после толку години има сосема, барем според документите, сосема поинаков мандат како воена сила на Косово. Да, неминовно е дека ќе има реакции. Тоа се реакции кои што се спорадични на некој начин. Добро, тие не стивна, Владко, не стивна, бидејќи Белград... Зборувам по подпишувањето на указите на Тачи. Тие ќе ги има постојано, да. Ќе бидат повторени. Тие се аргументите на Белград и на меѓународната заедница која не му дава поддршка на Косово. Баш за тоа мислев, во тој правец. Што е она што може да се очекува според најавите на официјален Белград да се случува со после ова веќе официјално подпишување на тие укази? Вака, Белград и Приштина пред 10 години подпишаа така наречен Бриселски договор, со што тогашниот председател Тадич од Обединетите нации го префрли решавањето на проблемот да оди преку Европската унија, што се покажа подоцна според српската политика како стратешка грешка, бидејќи од една страна решавањето на косовскиот проблем и преговорите Белград-Приштина беа префрлени во Брисел, а од друга страна Белград денеска се повикува на резолуција 1244 на Советот на безбедност на Обединетите нации. Тоа на некој начин беше грешка на српската политика, бидејќи сега таа се повикува на нешто што самата пред 10 години побара да иде преку Европската унија. Но во тој Бриселски договор Белград сега се повикува на нешто друго. Па вели, ние како Белград исполнивме све од тој Бриселски договор, а Приштина не исполни 3 точки. Една од тие точки е формирањето на така наречената заедница на српски општини. Предвидуваше сите српски општини на северот од Ибар и на југот од Ибар, на Косово, да бидат како Зелска и нас на некој начин, да се спојат и да имаат еден представник кој би ги представувал србите на Косово. Меѓутоа, тоа е една од главните забелешки и мене ми се чини дека откако Белград не успеа да го врати проблемот, решавањето на проблемот од Брисел во Обединетите нации, веројатно српската дипломатија сега ќе се фокусира покрај лобирањето да се повлече признанието на независноста на Косово од многу држави, тоа веќе го успеа со 40-тина, веројатно ќе се обиде сега да спаси она што може да се спаси, односно српските општини и србите на Косово да влезат во една заедница, како полесно би можеле да настапуваат и во парламентот и во институциите на Косово, но и конечно да може да се одбранат од евентуални несакани напади. И тука некако да почнат да го трасираат својот пат, каде што им е замислено тоа е дека ќе бидат дел од НАТО? Па ќе бидат дел од НАТО, аргументот е дека на крајот, нели, на оној аргумент што го слушаме во регионот сите овие години, дека на крајот на денот и не е толку важно дали е Косово независно и дали србите на Косово ќе отидат во Србија или ќе останат на Косово, кога? Еден ден ќе се интегрираме сите во Европската унија, сите на некој начин ќе живееме во една држава,
па ќе се остварат и оние желби албанците да живеат во една држава, но и сите срби да живеат во една држава. Меѓутоа ќе видиме како ќе се развива сега и таа Европска унија. Ние сме свесни дека годинава што помина се случи еден Брекзит, да. Од друга страна е самата Европска унија која нели го споменав тој Бриселски договор кој требаше да помогне во надминување на проблемите помеѓу Белград и Приштина. На некој начин самата Европска унија не е единствена. Ние имаме 6 земји членки постојани на Европската унија, можеме да ги набројам. Тука се Кипар, Грција, Романија, Словачка и Шпанија, кои не ја признаваат независноста на Косово. Не ја признаваат ради своји причини, бидејќи ако Шпанија признае независност на Косово, ризикува утре Каталонија да се повика на истото право. Така да ќе видиме како Европската унија изминатава година се покажа дека на некој начин не може да постигне договор меѓу Белград и Приштина, особено што косовските институции пред се премиерот Рамош Харадинај има директна конфронтација со шефицата на европската дипломатија Федерика Могеринис и Брисел некако како да го загуби авторитетот врз косоварите. Косоварите сами велат, ние немаме надворешна политика, нашата надворешна политика е политиката на Соединетите Американски држави. Токму тука со неодамнешното прво писмо на председателот Трамп до Вучич и Тачи за помирување кој ги повика и Тачи и Вучич да дојдат на состанок во Вашингтон. Прв пат председателот на САД директно се вмешува во посредување на тие надминување на недоразбирањата меѓу Белград и Приштина и конечно решавање на косовското прашање. Но на твоето прашање јас ќе додадам уште нешто. Белград вели доколку Соединетите Американски држави покрај Обединетите нации и Европската унија се вмешаат, посредуваат во диалогот, тогаш Белград ќе бара и Русија да се вмеша, па повторно ќе имаме на некој начин различни гледања за иднината на Косово. Белград да ризикува со својот евроатлантски пат, бидејќи барем според оно што може да се види од Европската комисија и извештаите за проширување на Европската унија, Србија е онаа која што во моментов е можеби и лидер на тој пат на евроатлантски. Па лидер е, но ајде сега да потсетиме дека ќе има европски избори и сега овие што не се лидери држави, како на пример Косово. Самиот премиер Харадинај изјави и порача на Могерини дека очигледно Косово ќе мора да чека некоја нова администрација во Брисел да ги надмине и да ги реши конечно овие проблеми, односно недоразбирањата меѓу Белград и Приштина и да се реши конечно статусот на Косово, кој мораме да признаеме многу влијае на регионот, но може да има и други сценарија. А ако земеме да ги анализираме сите овие состојби, повторно не може да се исклучи она опасна идеја која беше фрлена на маса помеѓу Тачи и Вучича, тоа е размена на територии. Исто така, пак ќе повторам, не смееме да забораваме дека во овој регион се наоѓа и Босна и Херцеговина и Република Српска. Тамошниот довчерашен лидер во Бања Лука Милорад Додик, тогашен председател, сега председател на председателството на Босна и Херцеговина, не крие дека сака Република Српска да се испазари и еве ви го Косово вам, дајте ни нас Република Српска заедно со Србија. Значи тоа е менување на граници, а тоа може да дое до голем домино ефект не само во регионот, туку и во Европа. Ајде малку, кога сме веќе кај границите, ја споменавме и Русија и цел дел тој таму, она што е најново денеска дејане дека нели Крим фактички на границата со Украина. Полуостровот Крим, да, кој нели со самото тоа едната страна има копнена. Значи вчера украинскиот, ние тоа го објавивме овдека во студио 1, украинскиот претседател ја укина воената состојба која владееше 30 дена по заробувањето на 3 украински воени бродови во Црното море од страна на руската морнарица. Откако ја укина таа воена состојба, ние сите очекуваме дека паднале тензиите. Веднаш по укинувањето на таа воена состојба, украинските трупи, засилени украински трупи, значи со воена техника и со поголем број на војници, влегоа во така наречената сива зона. Сива зона е линијата на раздвојување помеѓу Украина и така наречените руски области Донбас, Луганск и Донецк, влегува во таа линија на раздвојување, трупајки воена опрема и воени трупи, што укажа дека можеби се подготвуваат за некоја воена интервенција. Значи, укинувате воена состојба, а од друга страна трупате воени трупи. На тоа се предупредуваше подолго време дека можно е да се стори, дури и самиот Киев најавуваше офанзива за конечно ослободување на тој дел Украина од руските
бунтовници, како што ги велат, или руските сепаратисти. Крим, од друга страна, кој нели беше украински, па беше анектиран од страна на Русија, денеска превентивно постави огромна жичена ограда од околу 60 километри, колку што е таа копнена заедничка граница, со цел да се оневозможат војните трупи на украинската армија евентуално да влезат и во тамошната сива зона, како превенција. Значи, подигнати се на некој начин тензиите, особено што сите овие постапки сигурно Москва нема да ги гледа туку така, туку веројатно, доколку дое до некакви вооружени судири, може да биде возвратена. Ако може би спомена и ти, помисливме дека ќе има намалување на тензиите, особено се она што се случуваше пред неколку години. Некои можни сценарија за овој случај според тебе, освен она што го спомена дека сигурно Москва нема да седи со скрстени раце и туку така нема да го набљудува. Многу тешко е да се предвидат сценаријата. Украина особено никој не можеше да предвиди, барем од нас новинарите, сега може би има некои колеги кои се таму, но никој не можеше да предвиди дека може она нешто да се случи како што се случи во Киев 2014 година, кога беше урнат Јануковиќ, кога десниот центар, тамошните, да кажам, десничари кои се граничеа со нацизам, успеа да урнат еден систем, да инсталираат власт, подоцна беа тргнати, беше поставен токму Петро Порошенко, човек кој беше бизнисмен, кралот на чоколадото го велат. И она што е исто така непредвидливо и интересно, доколку не го знаете, а тоа е дека Петро Порошенко и покрај конфронтацијата со Русија и покрај тоа што цел свет западен го поддржува, ја поддржува Украина, а цел свет дава санкции за Русија, Петро Порошенко како бизнисмен се уште најголем бизнис го има токму во Русија, и Русија како држава се уште му нема дадено ембарго и санкции за својот бизнис. Значи нешто се случува што не можеме да го видиме на јавната сцена. Веројатно Украина ќе се обиде да го зацврсти својот суверенитет на својата територија. Но јас морам да подсетам на една анализа од пред 25 години на ЦИА, каде што ЦИА уште пред 2000-та година во еден свој извештај напиша дека Украина ќе се подели на две држави. Дејан, во тој поглед, бидејќи отворено прашањето нели помеѓу Украина и Русија, во Москва ќе се случува самитот помеѓу Иран, Турција и Русија. Од друга страна, ако Украина е поддржана од Западот, Иран се знае какви односи има со САД, тие се нестабилни односи. Колку ваквите... Тие се воени односи, они нема дипломатски односи. Так. За твоја информација. По 1979 година, Иран со доаѓањето на Хомеини и Исламската револуција, каде што во запоседнувањето на тамошната американска амбасада беа убиени, ми се чини, неколку десетици дипломати, од тогаш САД и Иран немаат дипломатски односи. Во тој поглед, таа средба во Москва помеѓу Иран и Русија како земји кои што соработуваат на некој начин. Турција е овде, која што сега е препуштена да биде главна во Сирија, на некој начин условно кажано главна. Да, она останала јак регионален лидер и воен и политички. Колку овие односи помеѓу овие држави, земајќи го предвид и украинско-руското прашање, ќе придонесе за уште студени односи помеѓу Западот, односно САД, и Истокот, Русија? Односите се студени и постудени. Сега самите лидери и Путин, дури и Белата куќа, сега неким да кажам Трамп, бидејќи он може би тоа не го рекол, но како официјална политика, самите имаат оценето дека односите меѓу Вашингтон и Москва, меѓу Истокот и Западот се многу полоши него за време на студената војна. Зошто го велам тоа? Иако претходно си делеа комплименти кога Трамп дојде на власт. Си делеа комплименти, но ние сме сведоци на некој начин неконзистентната политика на Вашингтон и неконзистентната политика на Брисел. Ние немаме една политика на Вашингтон и немаме една политика на Брисел. Па оттаму и ова нели разногласие, какви се односите. Иран, Русија и Иран, па и Турција во целата приказна се обидуваат да геостратешки тој дел да го задржат, бидејќи со инсталирањето на американските сили во Сирија се ризикуваше геостратешки да биде отсечен Иран, таму има земен газ и нафта, да се направи, ако да подсетиме дека ирачкиот и либискиот режим беа урнати поради таа нафта, веројатно американците сака и Иран тој дел да го земат, бидејќи кога ќе го земат оној целиот геостратешки дел богат со нафта и газ, автоматски Соединетите американски држави ќе влезат во така нареченото мек стомак на Русија, каде што живеат муслимани, и така меѓу нив
би можеле нели да влезат на руските граници. Од друга страна, тоа се случи што се случи, Трамп ги повлече војниците, токму затоа и беше таа критика кон Трамп од генералите, зашто се повлекуваме од геостратегијата. Од друга страна, Русија има опасност НАТО да и се доближи на самите граници. Украина е на некој начин една неутрална се уште зона, односно тие руски области на Донбас, Лугански и Донецк, бидејќи во спротивно Украина би влегла во НАТО и практично НАТО би бил на самите граници на Русија, што тоа не чини за безбедноста на Москва. Од тука се селиме во САД, бидејќи нели го спомнавме веќе Еден друг ѕид Да. така. Во САД се случува се уште она блокада на владата, бидејќи републиканците и демократите не можат да се согласат за буџетот во кој што Трамп бара да има 5 милиарди долари за изградбата на ѕидот. Ова ќе трае уште уште една недела, две една недела најмалку, бидејќи овака, само морам да те поправам дека таа дебата многу републиканци се против Трамп. Во таа дебата, освен демократите и неколку републикански представници се на некој начин против идејата на Трамп за изградба на тој ѕид долж Мексико, кој чини 5 милиарди долари и кој Трамп конечно во својата предизборна кампања го вети, дека ќе го направи. Го вети со тоа што рече мексиканците ќе платат за тој ѕид. Точно. Меѓутоа тој сега бара од буџетот, тука е блокадата. Па јас мислам дека тоа ќе остане неуспех на Трамп, бидејќи демократите со вчерашното пролонгирање на седницата на оваа тема го чекаат 3 јануари, кога и официјално ќе дојде новиот состав на двата дома на Конгресот од претходните избори од пред месец дена, каде што да потсетам демократите освоија апсолутно мнозинство. Сега ќе може да го блокираат буквално Трамп во сите негови навестувања и негови планови кои ги има ветено. Конкретно вчера демократите успеа да добијат предност во време да причекаат кога ќе дојдат новите новиот состав на двата дома на Конгресот, каде што, да подсетам, демократите имаат мнозинство. Но и републиканците и неколку републиканци се против идејата на Трамп, така да ќе останат блокирани федералните институции, федералната влада, до најмалце уште една недела, а тоа значи околу 25% од федералните институции во моментов немаат финансиски средства, околу 800.000 вработени ќе останат без плата, што за американците е нов момент. Да, и пред крај од Соединетите Американски држави, ајде пак малку во Европа, конкретно Франција? Па да, тоа е настан кој според мене е еден од најпозитивните, а лично не можам да го сокрием тоа. Жолтите елеци, тие направија што направија, ја подигнаа средната класа, го подигна својот глас против богатењето на богатите, на добивањето уште повеќе богатство на богатите, и бевме сведоци на 5 неделни огромни протести, тие се уште траат. Проценките се дека како резултат на досегашните протести на жолтите елеци во Франција, работните места ги загубиле најмалку 50.000 луѓе. Зошто? Бидејќи странските инвеститори, фирмите, инвеститорите, гледајќи дека една Франција, која е една од најбогатите држави и најмокни во светот, нема веќе стабилни услови за бизнис, така да се повлекува доста од тие фирми. Остана, тоа е барем статистиката денеска, околу 50.000 луѓе без работа. И исто така има уште една анкета каде што вели дека жолтите елеци го трасираат и гласот на французите на предстојните европски избори. Некои од анкетите велат дека доколку жолтите елеци би биле политичка партија, за нив би гласале најмалку околу 15% французи. Како тоа влијае може да влијае на рейтингот на Макрон и овде секако на Ле Пен? Па вака на Ле Пен не може да влијае многу. Ле Пен си има своите гласачи, тие екстремни десничари. Јас не верувам дека ова левичарско движење, иако протестите се за правата, тука не можеме да ги делиме лево или десно, не верувам дека ќе добие нешто, освен оние екстремно десничари што беа на улиците и палеа и крша. Меѓутоа, Макрон се соочува со рекордно низок рейтинг, рейтинг кој паѓа, рейтинг кој укажува дека Макрон веројатно ќе има само еден претседателски мандат како политичар. Добро.
Да, вредно време е да го привршуваме овој блок. Андоновиќ, како и секогаш ти благодариме за исцрпните информации. Почитувани вам ви благодариме за вниманието. Секако ова беше разговор за светските па и регионалните најважни настани со нашиот колега Дејан Андоновиќ, но останете со програмата на нашата телевизија. Следно се вестите на 1 ТВ, со нас се гледаме малку подоцна.